Во Македонија има азиски тиграст комарец, кој ги пренесува вирусите Зика, западнонилска треска и денга, но случаи на убија регистрирани со болести кај нас за сега нема. Комарецот бил регистриран во Скопје и во југоисточниот дел од земјава, односно во околината на Богданци и Дојран. Во моментов нема опасност од него, бидејќи временските услови не му дозволуваат на комарецот да се развива. Јутоа само во районот на Богданци, за оваа година да се прошири од Богданци, Дојран и во повеќе општини во Скопје. Инаку мамките се поставени, во оваа година беа поставени скоро во цела Источна Македонија, сега продолжува да ги поставуваме мамките и во другиот дел од Македонија, за да добиеме целесна слика на самиот дали проширен комарецот и во другите краеви. Инаку спецификата на комарецот да се размножи и да живее во одредени температури и одредена нормалска височина. Значи, према тие показатели, ние така ќе поставуваме мамките, за да може да ги ловиме и да видиме дали постои комарецот и во другите локации. Сепак, општините ќе мора подготвено да ја дочекаат пролетта и да направат дезинфекција на поголеми области, каде што има поголеми и мали водени површини, шуми и ливади. Вируси пренесуваат од овој комарец може да предизвикаат сериозни заболувања, па дури и смрт. Започнуваат со црвенило на кожата, оток, слабост, малаксаност, главоболка, тегоби, зголемена температура. Сепак, според епидемиологот од Институтот за јавно здравје Жарко Караџовски, не секој комарец е носител на вирус, но сепак е важно да се посвети внимание на превентивните мерки. Значи, црвенило, оток, бол, слабост, малаксаност, гастроинтестинални тегоби, црвенило на кожата, главоболка, повишена температура, што не мора да значи веднаш дека имате болест, може да имате и било кој од овие симптоми, меѓутоа да се работи за нешто сосема трето. Затоа велам, инфектолог е тој кој што ќе оцени дали се работи за чикунгунија, дали се работи за денга, дали се работи за Вест Найл вирус, дали се работи за Зика. Значи, можам со вас со сати да дискутираме на темите, ама тоа се 4 болести. Едната, другата, третата и четвртата, кои што имаат начелно респираторно гастроинтестинална симптоматологија. Азискиот тиграст комарец бил детектиран со мапирање, што од март до септември го спроведувала Агенцијата за храна и ветеринарство. Комарецот веќе еднаш бил откриен кај нас во 2016 година, но само во околината на Богданци. Во изминатите години, информираа од Агенцијата, според влијание на климатските промени, тој е присутен и во Европа и на целиот Балкан.